Ај сега, бидејќи минавме на репрезентацијата, подсети се на некој надпревар од тие квалификации, зашто учествувавме во квалификација, ти беше член на репрезентацијата во квалификации и за европско и за светско првенство. Дочо беше селектор, потоа Хаджиевски селектор, Канатларовски, ти ги фати првиве два селектора, па така за тој период репрезентативен твој, да ни кажеш нешто повеќе. Кој надпревар? Добри, имаме навистина добри надпревари и тоаш малку такмици се играше, пријателски многу малку, овие официјални. Дали една или две ќе се играше годишно пријателски утакмици. Тоа е многу малку за да се запознаат играчите. И се официјални утакмици игравме и наистина ќе го памтам тој надпревар со Исланд, што да и дадав гол, можеби тој надпревар да го победевме, ќе влеговме у бараж ние. После имавме Литванија, кој дојде Ирција тука не ги днесовме на светско првенство, нерешено игравме тука на градскиот стадион. Ирција да победеа, веќе први ќе беа, втора ќе беше Србија. Ние нерешено игравме и Србија прва стана, ирците втори и бараж не се пласира. Дори има такви премии ирците што неверојатно да не победеа нас тие за пласирање на светско првенство, навистина беше чудно, но таква организацијата да имавме ние поддршка федерацијата да беше организирана навистина добро. Тогаш се создаваше репрезентацијата и искуството е во прашање, треба луѓе, треба работа и ова што рече, треба што повеќе надпревари за да се воиграш. Надпревари и да видат фудбалерите дека поддршка имаат, организирана репрезентација, не играме ние со Литванија таму, нас ни треба победа сега да ги победиме и Ирција тука нерешено или победа, бараш идеме. И замисли еден надпревар, ние не можеме да се организираме. Што се случи на тој надпревар, еве, со Литванија, например? Со Литванија, навистина. Очекувавме дека тука може да направиме. Ние дојда баш пред надпреварот, состанок имавме овој надпревар, вака така. Неискусни се и федерацијата, неискусни. Уместо да разговараат премии да им даеш на играчите, да она ще ни кажува 14 спрата сме хотел сместени, вака така, за никакви работи што не се фудбалски уопште. Да, не се битни во тој Не се битни и за тоа зборуваат, не за ова што она. Замисли федерацијата што ќе добиеше ние да се пласиравме на европско или на светско првенство, кој буџет ќе го направеше и за никакви неискусни тоаш овакви работи и не може. Ние Литванија, а Литванија не им требаше ништо, тие беа четврти позади нас. Да, игра пред свој. И замисли, ние изгубивме тој надпревар и дојде со ирците, само штета им направивме на ирците, не се пласира, тука е нерешено игравме, не се пласира се. Ние да ги тепавме литванците, тука со победа и нерешено, ние втори ќе бевме. А од другиве надпревари на репрезентацијата, на кој се сеќаваш ти? Беше и капитен еден период, ја предводеше репрезентацијата и против Турција на оној пријателски надпревар, таму добро те познаваа тебе, турските љубители на фудбалот, тој што е од Слога кој играш. Да, и против... Зашто коментираа за наши фудбалери овде, а ти секогаш им беше некако на око. Да, и пријатели имам доста таму со фудбал што се занимаваат и со Турција таму што Дочо знаеше искусно што значи искуство. Пред надпреварот ни кажа, видите момци, немој нешто да направите да оставите тие да се им дајате нешто шанса или било која позиција, биете под контрола се нека видите очите отворени. И замислите, ние го даваме голот 1-1. Сашо Караджев тоа што го даде голот и се радуваме, ама ние и судијата од Азербејџан беше. Вие на своја половина. Не, и ние на своја, дури до клупата тука се радуваме сите, и јас се ко да застанав, не влегов тамо на нивна половина. Ма судијата не глеша, а немаше ни еден на гол застанал Петар Милошевски. И овој дава знак. Не, центар тие топката, ја стават и идат гол ни дават. А нема наши играчи, наши се радуваат. Ние трчаме да, кај ќе ги фатиш, не може.
И ни дават гол и 2-1 не победа. Наистина тој натпревар не можам да го заборам. И после натпревар отидов на судијата и рекол: "Добро бе, судија, не требаше да ги мачиш фудбалерите да трчат толку да она. Ние ќе дававме гол, немаше потреба ти да ги мачиш нив и нас да не малтретираш вака." Од Азербејџан и навистина тој затоа не треба многу криво беше како не наседна така, ни даде гол. Ама и тука е пак неискуство. Сега не неискуство. играчите се А Дончо, радувате што за Дончо ни голата рече пред примате. надпреварот. Пазете вака да не изиграте. А ние стварно одлично го игравме тој надпревар до тој момент што ни го даде голот. Навистина и после Ти имаш 35 настапи за репрезентацијата на Македонија. Ги спомнавме овие 2-3, Литванија, Турција, друг некој надпревар вака што е врежан во твојата меморија. добро имаше надпревари тоа со Шпанија таму што игравме. Навистина не е искуствено организиране кои сега ти врвни тренери сега се колку Гвардиола што беше тоаш играше баш во таа позиција кај што играв ја. Ми добра репрезентација, таму се добро игравме. Тоа е неискуството, знаеш, малку што она Да, бе, одите и некако уплашени сега како ќе играме против овие прогрмеле толку мечеви. и со Данска, таму кој игравме во Данска, тоаш играв браќата Лавдруп за Данција, навистина беа европски прваци тие. И тој надпревар таму одлично игравме и сега Мија Лавдруп ја играм така по-офазивно. Зоран Јовановски штопер играше тоаш. А овој Брајан Лавдруп не задржи, тој не може да го држи. И една топка ни дава Михаил Лавдруп, што играл Реал Мадрид, Барселона, и гледа трибина ни ја гура топката тука на вистина квалитетни играч. Викам, овој ќе не утепа нас, викам, Зоки овој вака. Дај, држи го тој Брајан, не може Зоки да збора, викам, што е бе Зоки, дај, ќе не растура тој, не може. Добро, викам Зоки ја. И Чичко Дончо, вика, ти нечко влезе у средина, го изведи Зоки. Влезе и ја Михаил Лавдруп, сега го чекам Михаил Лавдруп, како ќе го задржам. Една топка ни доаѓа мене. И ја можам да ја фатам топка, да ја чекам заедно да дојдем до топката. Ти ја срам да одиш да да те директно, не може. И ја директно заедно двајцата дам у него, бам, паѓаме и никому ништо судијата тере. Викам, не може да го задржи, овој каков играч, каков фудбален, навистина. Квалитетни репрезентации. Не реагираше тој на стартот? Не. Се старкал да стане. Не, професионален тој не е такви работи. Знае дека е мета постојано на противничките фудбалери. И тука навистина квалитетни фудбалери. Тој надпревар добро го игравме и 1-0 изгубивме тој надпревар. Баш во прекит ни даде гол. Навистина и тој надпревар не можам да го заборам со Србија која игравме во ЈНА. И денеска кога ќе се сетам на тој надпревар не можам да го... Како може така на цела публика таму, еден старт со Јукановиќ беше. Да и рипнавме и дали ме закачи со лакти крварев ја. Добро, ајде клупата ме санира и се вратив на... И кога почна да викаат 50.000 луѓе на уби Шиптара. Навистина тој момент не можам да го заборавам денеска кога ќе се сетам како може тоа да го направат. Имав еден пријател таму што дојде после надпревар од Србина тој. Ранко Стојич се извинуваше за она што немаше врска. Он бевме пријатели така. И само он извини нечко што ти се случи ова и само. Чувствувал и тој непријатно. Тој многу непријатно поради тоа и навистина како може меѓународна утакмица такво нешто да се случи. Денеска не може да го заборавам. Не, лошо е тоа и што и наша федерација што се федерација работи за репрезентативец на една држава не може така. Што и наша федерација не реагираше ништо и навистина тоа чудно ми беше. Такви нешта да се случуваат над превари. Денеска не можам да го заборавам. Добро, тоа е за репрезентацијата, меѓутоа ти
фудбалската кариера клубска, ја имаше Слога, Силекс, кажавме за Слога Силекс, кажавме за Слога вториот период и оној куп и 6 гола на Ацуле во Прилеп, поточно против Ацуле во Прилеп и освојувањето на купот, и ти од Слога Ѓуго Магнат продолжуваш после во Вардар. Во Вардар, задна година ми беше во Вардар. Како беше тоа твое, што беше причина за тоа твое доаѓање, еве на пример, во Вардар, со оглед на тоа што и Силекс и Слога, клубови кај што играше во претходните 5 години, беа освојувачи на титулите. Силекс 3 пати, Слога 3 пати. Или дојде ти сега во Вардар и кажеш, ајде сега со мене и Вардар да освои првенство. Да ние бевме во Вардар, дојде со тоаш веќе Слога е шампион на пуште пред време. Вардар беше у многу незгодна ситуација, тоа што немаше ништо. Може би за испаѓање, ние да не отидов во Вардар, ќе испаднеш од лига. Пред тоа се спад задно коло ли се спасе така. Да, најкритични години беа. Задно коло. И тоа дојде Брацо Вујчич во Вардар спонзор и вака, да, и она бевме пријатели, ние добро се гледаме така. Што она, како може да она дојдеш вамо таму, јаки. Како да дојдем сега она, знаеш. И ајде дојде, ќе направиме вака, знаеш, имаше амбиции Вардар да го направи европски клуб, она да биде организиран. И ние 5 фудбалери отидовме од Слога таму, проблематично тоа, како се случуваше, што. И уште неколку фудбалери дојдаа други и пристапевме ние во Вардар, по есенскиот дел бевме први ние. И само Вардар не беше организиран уште како што треба и пак Слога се стана шампион. На крај таа година. Не ти се налутија посебно навивачите? Многу се лутеа тие навивачите. Така беше ситуацијата, не дека и беше еден фудбалер, него сакаше тренерот Ѓорѓе Јовановски, Феин Бегановиќ, кој со години играше за нас, и него сакаше, зашто него сакаше, беше стандарден фудбалер, и така дојде до одлука ние да се заминавме. И после... А зашто него сакал? Ѓоре беше добар тренер, бараше многу добар тренер, ама не знам зашто него она, кај она. И разговарав со председателот Рафет, вака, не, тренерот што ќе рече добро, викам, и ние ќе идеме тоаш. Ако него сакате, и ние ќе идеме. И 5 фудбалери, и пак Слога стана шампион, Вардар втор, и после таа година си прекина веќе. Вардар беше... Добро, Вардар, практично вие го повративте во живот, затоа во што живот имаше тешка криза во 2000-те. Во живот го оставивме и тоаш Брацо Вујчич спонзорираше, не така професионално како што е, али пак си она, али не беше она што беше договорено да се тоа направи, не се направи во Вардар и може би ние отидовме, еве го спасивме да не испадне од лига и така беше тоа време. Тогаш ти помислуваше на повлекување во Вардар која играше таа 2001 година или пак имаше други планови? Да, имав уште договор со Вардар, уште една година имав и се прекинав. Неќе веќе да играм и си реков, доста е веќе, подобро нешко остаи кај си ова место, него друг да те остави да те натерат. И така дојде Ѓорко Аџиевски во Вардар и ја таа година си престанав. А како изгледаше тогаш кога вие 5 мина од Слога дојдовте во Вардар, а Вардар игра со Слога Ѓуго? Навистина многу тоа кажи ми видите. Многу тешко сега. Пред преварот кој ќе се сретнете таму во Чаир со публика, и публиката, знаеш, да не предадовте. И чудно и сега години си играл на тој стадион и сега против нив. И навистина беше чудно и публиката не можеше да поверува, знаеш. Тука сам од детство тој клуб и навистина и мене ми беше непријатно, незгодно, но фудбалот е тоа професионалци и како што може да се сеќаваш ти на тие надпревари, двата? Да, навистина тешко на градскиот стадион игравме. Како изгледа? Нерешено игравме 0-0, мисличине, на Чаир не победи Слога Ѓуго Магнат, 2-0 или така.
По тој натпревар И први. што викаш, загубевме, а пак од нашиве. Не, чудно беше, навистина не беше баш така, ние сакавме први да станеме таа година, но ете не успеавме втори и добро, Вардар пак кај беше и кај го донесавме, навистина направивме добар резултат. Ти со кој од фудбалерите најмногу вака ти беше мерак да играш во репрезентацијата, а потоа ќе те прашам и со кој во екипиве? Во репрезентацијата најблизок бев со Љупчо Марковски Калц. Со него бевме и Цимери, добро, и Гоце Христов тука. Там, не се читавте, знаевте да, кој знаевме и каде толку што. години, знаеш, и бевме. Цимери доста навистина имаше добра бој, Бамбунски тука, Канатларовски, Бошко Ѓуровски, многу со Бошко Ѓуровски, не. Тој стварно беше и добар фудбалер и тука и диригент можеби на екипата. Со Бошко навистина беше, знаеше све во фудбал. Во клубовиве кај што беше Слога, Силекс, Вардар, со кој? Добро, во Вардар бевме така, сега задна генерација дојда нови фудбалери и навистина со покојниот Чолаковиќ и во Слога игравме и во Вардар и некогаш во репрезентацијата. Навистина со него многу добар играч беше и добро се најдапе, навистина беше од голема помош и Слога да се организира толку добро и он голема помош ни даваше на нас во екипата кои одлично се работувавме и се разбиравме за било што. Дори ние не земавме во Слога по 3 месеци плата, па игравме. Да бидеме 3 месеци плата, можеби некој нема ништо, помагавме вам тамо, организиравме, али навистина големо другарство и со голема помош негова направивме овие резултати што ги има. А во Силекс? Во Силекс добро, Силекс беше Захариевски, тоаш играци исто, везна линија, Боров, добри, Чоко Бошковски. Наистина една добра генерација тоаш на Силекс беше и одлични резултати тоа ги имаше. Чоко вршеше голема работа, Чоко, некако го сакаше топката. Ќе оди кон 60-тник и да го удри ке влезе во гол. Кај да е, Чоко тука е, она, со топката е навистина добар голгетер беше и во Силекс направи одлични работи. На крајот од разговорот би сакал да те прашам, бидејќи ти не отиде во тренери, немаше амбиција да одиш или пак некако не те привлекуваше таа струка, или пак повеќе сакаше да одиш онаму каде што си сега, во менаџерските води? Првиот ден уште кога прекинав со фудбалот, веќе имав понуда Љубисав Иванов Зинго председателот и покојниот генерален секретар Атанас на федерацијата. И понуда ме викна у федерација и да бидам директор на репрезентација. И вака, добро, се снајдовме, се договоривме некои работи и во едно не се договоривме. На кого да му дам отчет за мојата работа што сум работил. Ја им викам на Љубисав Иванов Зинго, на председателот, на тебе или на било кој. Дека у тоа време беа Таковски, таа компанија, покојниот Таковски. Ја викам со овие ќе се карам, викам за недела дена, не можеш да работиш со овие. Да. Бе дај она, не можеш, викам, со овие не можеш да работиш. И така, не прифатив. И после селектор на младата репрезентација да бидам, имав исто понуда и навистина тешко е, викам, тука тренер не можеш да станам. Ја бар не можам да станам, што го имам карактерот, тоа не можам тука да поднесам тренер. Или ќе идев надвор од Македонија да живеам, да станам тренер, кој што има пријатели, може да станам тренер. И после дојде понудата Ранко Стојич, пријатели бевме така у Антверпен, отидов. И ајде, он почна да работи менаџерска работа, ај вика заедно ќе работиме, ајде викам, почнаме и така си почнаме со менаџирањето и ден денеска си продолжи. И сега ти си во ние регистрирани менаџери, те има и на сајтот на Меѓународната фудбалска федерација, меѓу они од Македонија. И ти си... Какво е интересирањето, кажи ми, за нашиве фудбалери сега?
во овој период, особено по настапот на младиве во Полска на Европското првенство? Добро, сега има интерес на Зоки, навистина, за жал, толку лесно сега да им се најде клуб на фудбалерите, никогаш не било полесно. Но има квалитет. Еве сите наши фудбалери што неколку играат во странски клубови, има талентирани фудбалери. Интересирање има, ама нема квалитет, нема квалитет. Не е оној квалитет за да може да добие потребна цена и така. Не потребна цена, клубот да го сака дека од него ќе направи нешто. Кој не би сакал млад фудбалер? Но навистина квалитетот е тука и работата, односот према фудбал многу ни може да се живее од таа менаџерска работа? Може, навистина може, но ја патувањата што ги имам неверојатно тие колку е тешко. Ми кажа 3-4 пати за последниве 3-4 дена Албанија, па Сараево, па назад, па сега кој ќе го завршиме разговорот, кој знае кај ќе тргнеш, може за Истанбул, Бурса. Знае телефонот, ја сега од сообраќајката што има 2007, тука сум сега у Турција, сега веќе има проблеми, така не можев да влезам, сега и средив работа, многу ја бев во Турска, од годината можеби 100 дена бев во Турција. И нон-стоп патување и сега овој момент така е. Па треба да имаш еве таа сообраќајка, сите не заплаши, тука беше на работна живот или смрт. 5 дена во кома што можеш да видиш полошо. Да. И добре, сега, но патување има многу, неверојатно патување има. Гледај, работи си работа полека, мирно, тихо, без многу форсирање и да си ги постигнеш оние цели што ќе ги зацрташ, инаку како фудбалер, реков, остави белег во македонскиот фудбал, во неколку клубови, во репрезентацијата и колку што имам можност, вака кога се дружам со фудбалерите, никој за тебе не кажа лош збор, дури сите така некако со пиетет зборуваат за тебе, а со оние што си играл, секогаш ќе речат голем играч беше, тука нема што, па и јас во воведот реков, ти може би некогаш во сенка, ваму таму, ама кој ќе се направи анализа, се гледа дека си бил може би творец на победата и на тој позитивен резултат. Добро е тоа, навистина, поголемо од многу нешта е, кога ќе ти вика некој ќе те кушта мене, ја има прилики доста, што еве, баш најтешкиот момент во животот, што отидов во еден стадион, на градскиот стадион, игра работнички куп ЕФ и отидов ја со штаки да гледам над преварот. И 20 дошле по години, луѓе, 60-70 години, ме гушкаат, нечко, фала Богу, викаат што си со нас, се молевме за тебе. Тоа најголемо богатство и тоа не можеш. И еден, баш господин, отидов ја во градска болница да го посетам, и еден операција излегов и со количко на го носат, нечко вика, како фудбалер беше, абе, викам, кој е овој човек? Како фудбалер? Остај, ќе умреш, викам, ќе умреш, остај, абе, како фудбалер, викам, виеше, бе, ко ти нема, па добро, викам, сега, здраве, тоа било сега порано и сега што ги правиш. Тоа е, останува тоа животот, да. Спомените и така, на крајот од емисијата, да ги подсетам гледачите дека во минатиот час се дружевме со еден од нашите најдобри фудбалери, репрезентативец на Македонија и играш во повеќе наши клубови, Неџмедин Мемеди.